Во овој серијал ќе зборуваме на теми поврзани со климатските промени и енергетската транзиција и ќе покриеме различни аспекти кои се важни за подобро разбирање и справување со климатските промени. Од тоа што се фосилни горива и обновливи извори на енергија, преку енергетска транзиција до паметно енергетско планирање и финансирање. Останете со нас. Прекрасно. Во оваа зграда позади мене, политичарите прават една многу важна работа. Прават еден тон пари. За себе и за своите идни поколенија. Меѓутоа, другата важна работа што ја прават е тоа дека носат закони. И додека не сите закони секогаш имаат добра логика. Мислам дека навистина битен и приоритетен проблем беше да се реши опасното сушење алишта на балкон. Сепак, како халеевата комета, која се појавува секој 75 години. Понекогаш се случува и во земјите во развој да се донесат закони кои навистина се од значење не само за луѓето, туку и за животната средина. Меѓутоа, вакви регулативи се потребни се повеќе и повеќе. И токму тоа е една од главните теми на денешниот истражувачки осврт. Воспоставување на закони за клима би можеле да овозможат поврзување на политиките во повеќе сектори со цел да се намалат емисиите на стакленичките гасови на земјата. Во духот на сите информативни видеа кои ги скокаме чим се појават на Autoplay на YouTube, ќе се фокусираме на тоа како законите придонесуваат во борба против климатските промени. Воспоставување на закони за клима би можеле да овозможат поврзување на политиките во повеќе сектори, со цел да се намалат емисиите на стакленички гасови на земјата. Според истражување, направено од Грантам Институтот за климатски промени и животна средина од Лондон, во светот во моментов 164 држави имаат 1810 закони и други правни акти за климатските промени или за секторите поврзани со овој проблем. Законите постојат за да го уредат функционирањето на општествата и како такви подлежат на чести промени бидејќи треба да одговорат на постојните состојби во општеството. Во моментов климатските промени се наитна состојба која брзо го менува нашиот начин на живот и за која е потребна правна рамка која ќе ги насочи човековите активности кон одржливо користење на ресурсите и нискоаглероден развој, или можеби ќе мора да го ограничи понатамошниот развој на општествата и ќе пронајде друг начин на функционирање кој нема да значи уништување на планетата. Позитивен тренд што се забележува е дека најмалку развиените земји во се поголем број создаваат закони за клима со приоритет на оние области кои се најранливи на последиците од климатските промени. Додека пак земјите во развој се фокусираат на легислатива која ќе обезбеди намалување на емисиите на стакленичките гасови. Но, дали нашата Македонија е дел од оваа група? Законот за климатска акција, кој во моментов би требало да влезе во собраниска процедура, е за прв пат Македонија да воведе законска рамка за клима. Овој закон би можел да го намали јазот на имплементација на климатските политики, ставајќи фокус на овозможување на непрекинато поврзување на политиките во повеќе сектори, во насока на намалување на емисиите на стакленички гасови на земјата, меѓутоа и да воспостави еден систем за координираност на активностите и мерките кои земјата ги превзема за намалување и справување со последиците од климатските промени. За нас е најважно законот да одговори на специфичните потреби кои ние како држава ги имаме, додека во исто време се транспонираат и европските регулативи. Ако би се изразиле со бесмртните зборови на најдобриот бенд на сите времиња, АБА. Ова е свет на богатите. На крај, се сведува на money, money, money. Must be funny. На кој начин може да се издвојат финансиски средства на институции за да имплементираат правилни политики? Данок. За да се обезбеди имплементација на политиките за климатска акција, законот треба да содржи и мерка за надомест на емисиите на стакленички гасови. Дали е тоа данок по крв?
Не станува збор за одоначување на емисиите на јагарот пред се на земјата. На планетата. Во Македонија. Добро. Овде как имав уште една реченица да не ми избришеше режисер. Како и да е. Верувам дека најмногу уживате во дискутирањето за закони и регулативи. Темава дава толку силна возбуда како да гледате богати дебели мажи кои пробуваат да играат голф. Но, без солидна правна рамка, не може да стапат во функција ниту една од битните техники за справување на климатската и енергетската криза. Тоа е тоа. Водителот гледа надвор од камера. Не знам искрено како да го завршам видеово. Да станам само или ќе успеете да го сеценете некаде. Може и да го сеценете некаде порано. У монтажа ова се може добро да се склопи. Малку порано ќе ме извадиш, таман ќе биде. Нема да ме оставиш волку долго таму кај што звучав паметно, таму ќе ме сеценеш. Морам некој мич да ширам низ градов, да го еб цртичка. Во тој момент, сечам. Го прекинуваме водителот.